Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојавте во јубилејното издание на овој наш и ваш подкаст Демократски импулс 30. Да ни се множат, можам само да посакам и многу здрави. Овој подкаст имаме еден специјален гостин, председател на политичка партија Демократи, господинот Јорго Огненовски. Добре дојдовте и вие сте наш верен соработник, чувствувате се, како што и секогаш имам да ви кажам, како дома во ова студија. Благодарам Трајче и сакам да ви честитам за вашиот 30 подкаст. Демократски импулс е нешто што доаѓам почесто, кога ќе ме поканите, и е добро што вие имате гости и политичари, и глумци, и секако. Од сите фели. Од сите, да, точно, од сите области, и ве поздравувам, продолжете така со работата. Ви благодариме. Господин Јорго, првото прашање би сакал да ве запрашам околу Британија, нашите односи со Велика Британија. Еве, како, кажете ми вие, како од еден договор за соработка прерасна во кредит? Па видите, стратешко партнерство, поточно така. Да. Премиерот Мицкоски изјави со владата и со министрите, но тоа е невидена лага измама. Сакаја да ни го протнат на мала врата, како ние да сме, не знам, да не се навредувам самиот и да навредувам народот на Македонија, како ние да да препознаеме дека тоа е измама, како што реков, од страна на Мицко и владата, бидејќи не можеа прво да кажат да, ќе одиме во Англија, јас ја викам Англија на кратко, значи ќе се договориме, ќе побараме кредит, нас ни треба кредит, јас не сум против да земаме кредити, но се разбира сум против да се земат кредити, а да тие кредити се крадат, бидејќи ние ако веќе земаме кредити, треба да се праша и народот, и експерти, и така натаму, и граѓански издруженија, и политички партии, независно дали некој има во собрание своји представници во парламентот, пратеници, значи да се направи анализа минимум 6 месеци, да се, поточно како некој референдум, кој што ќе се запраша народот зошто тие 6 милиарди евра да се потрошат, а не владата, и која е да е влада, ако погреши како ова влада, зборува и глупости и тресат, бидејќи ќе правеле инфраструктура, па не знам сега се зборува за некои болници, кои што 40 години болницата во Кичево не е направена, ќе ја правеле од тие пари, болницата во Штип, и се разбира и други здравствени установи, се зборува сега нешто за електрани и така натаму, ние ко демократи секојаш велиме. И пак ќе кажеме сега. И порака до народа, а и се разбира до владата Мицковски. Значи, нека сватате на работа, дека овие пари што се земени за две причини. Значи, тие да ги се разбира распоредат, да можат одредена сума на пари да ги украдат преку тендери, и кога не го прашуваат народо, експертите, зошто да се разбира потрошат овие пари, како што кажав, секогаш ние се бориме за да бидат тоа продуктивни проекти. Ти можеш да направиш најубави патишта во Македонија. Со злато да ги покриеш, но за жал што се случува? Тоа е добро, без инфраструктура ние не можеме да функционираме. Но нас ни треба во мој момент, бидејќи економски сме уништени, нас ни треба во Македонија да се градат продуктивни проекти. Еве примерно со електрани.
Значи, ние гледаме дека имало вода, немало вода, за Чебрен, па нешто цело време приказни кажуваме, ќе градиме 2 хидроцентрали и така натаму. Пре луѓе, има други технологии, да не зборувам за сонцето, да не зборувам за ветер, да не зборувам за биоенергија која што се користи. Можем да кажем просто ѓубрето да се гори, па ако тоа се собира низ цела Македонија, можеме да имаме, значи, корис да произведуваме електрична енергија. Но имаме ние најсовремена технологија, каде што гледам и сега и Америка и други држави почнаа да употребуваат мали нуклеарни реактори кои што не експлодираат како порано големите. Значи не се опасни, можеме да градиме, дали тие коштаат 2, 3, 4 милиарди, тоа не е стварно битно, веќе ако земаш кредит, изгради нешто да биде во собственост на државата, во собственост на народот, а не да викаме ние некои други фирми да не ги употребуваат нашите ресурси, тоа зборувам исто и за рудниците, се разбира. Значи, ако треба ние да копаме, зошто не се формира една јавна приватна фирма со луѓе наши честни бизнисмени или странски со македонската држава, нека се експлатира одреден вид на руда, ама да биде тоа во наша корист, поготово зборувам за електраните. Можеме во земјоделството да изградиме помали, значи фабрики низ Македонија, ништо да не се фрла. Има тука многу работи што може да се изградат, значи парите ако веќе се земени, не се тие земени, тоа е еден процес кој што ќе се зема и за жал ние имаме голем проблем со ова влада. Прво вели дека направиле стратешко партнерство, тоа е најголема лага, се разбира, не е тоа ни договор, еден некој ајде да кажам нешто потпишале некој документ. Тоа е тоа. Второ, кредит. Па не можеш ти да земаш кредит, некој да ти речи ќе земиш кредит да не знаеш колку е каматната стапка, кои се условите, и до ден се после месец дена и Министерката за економија и владата и Мицко кажуваат бајки. Не знаеме точно, како би не знаат. Па ти таму пред да потпишеш нешто, ако си потпишал, викате дека сте потпишале, а лажите што сте потпишале на обичен документ, хартија и така натаму. Така да мислам дека е нешто катастрофа, што ние како народ ќе бидеме задолжени ако се искористат овие 6 милиарди евра од страна на ова власт, но се надевам дека нема, ние како демократи не им веруваме, бидејќи тука тие се исти стари партии ДПМН, Вленсија се разбира ДУИ, знам кој што е дел од владата си СДС, тие се луѓе кои што само променале дрес и продолжуваат со измами на народот, со плачка, крадење, така да верувајте ми, кредито е промаршена приказна и не знам колку како ќе успеат да искористат, но како што кажав, демократи се трудат да ние имаме што побрзо предвремени парламентарни избори. Би сакал да ја запрашам, пошто спомнавте околу премиерот, околу не знам, за кредитот, за каматната стапка. Зар мислите дека е возможно премиерот да не знае навистина, дека не знае која му е каматната стапка или можеби не сака да сподели со јавноста? Види, сигурно тие требаше да се договорат за каматната стапка и за условите. Не можеш ти да преговараш некој да ти дава 6 милиарди кредит, сега зборуваме за Англија или банка, а да не знаеш кои се условите, за колку време, колку години ќе ги враќаш. Тоа е, што викаме ние, тој грейс период, каде што, например, вела за 2-3 години не мораш ништо да враќаш. Значи, сите услови треба да ги знаеш за да ти нешто потпишеш, да се сложиш. Ако тој ти каже и после каматната стапка ќе биде 8%, и ти, што? Тоа што значи? Значи лажат, манипулираат, уште со самиот почеток кој каже дека ова е стратешко партнерство, чудо направиле, во историјата на Македонија се најуспешни, ствари воопшто не се успешна ова влада, и ја пропаја Македонија и Македонија си тоне понатаму во огромна црна дупка, ја што викам веќе во септичка јама. За жал тоа е тоа. Веќе кога зачнавме надворешната политика, би сакал да ве запрашам околу македонско-бугарските политички односи.
Често пати умеам да кажам дека нас бугарите како народ не ни се виновни луѓето, но политиката има малце застранета во однос на Македонија, нелогична би рекол јас. Еве имаше гласање требаше да има гласање во Европскиот парламент околу напредокот на нашата Република Македонија, но бугарските европратеници со своите нелогични барања и со своите амандмани тоа го закочија, би кажал. Што мислите вие околу оваа работа? Види, бугарскиот народ си е добар народ. Зборуваме за бугарските политичари, бидејќи гледаш тие самите помеѓу себе очи ќе се изват и не може да се сложат. На секој 3 месеци, 5 месеци менуваат влада и избори имаат. Катастрофа се како луѓе, зборувам бугарските политичари, државата, како Бугарија, бидејќи политичарите ја сочинуваат и ја креираат на државата. Значи, од нив, ние како македонци се зборуваме и другите граѓани во Македонија, македонски граѓани, независно од вера и религија, сите имаме огромен проблем, бидејќи не спречува да влеземе во Европската Унија. И покрај тоа што не спречува да влеземе од причини дека вие, малцинството бугари што живее во Македонија, треба да се стави во уставот и нормално не понижуваат со самото тоа непризнавање дека сме македонци, македонската историја не ја признаваат, јазикот и така натам. Тоа е катастрофа. Значи, понижување невидено, затоа ние како демократи секогаш зборуваме и велиме дека бугарските политичари, бугарската држава поточно, со политичарите ни се нас непријатели. Ако ни се тие пријатели, ќе ни дозволат без никакви пречки да ние можеме и ги отпочнеме преговорите со Европската Унија. Господин Јорго, заре мислите, би сакал да ве започнам во контекст на моето прашање што ве прашав за македонско-бугарските односи, Европска Унија толку е оневозможена, толку не може да си го дисциплинира своето, би рекол, мало дете, заради тоа што знаеме сите дека Бугарија во Европска Унија па и не е некој си фактор. Види, точно е, Бугарија не е некој си фактор. Сите помали држави, мене ми е смешно и жалосно дури, кој ќе размислуваш, една Германија, Франција, мојни држави кои што се Италија и така натаму, економски, не зборувам воено, не зборувам, значи, кои што се во Европа главни, кои што ја држат Европа, тие дозволуваат преку нивниот закон, кој што го донесува, дека треба да има консензус од 27 држави. Една држава, ако не се сложи, не може ништо да им помине, не само за проширување на Европа, и ние како демократи секој се бориме и имаме упатен апел и до Европската Унија и до пратениците на Европа, на Европската Унија, да си го променат законот. Да, сега има, во последни години се зборува, многу пратеници се борат да се промени, да нема повеќе консензус, 100% дека ако една држава не гласи не може да помени ништо, и се надевам за брзо ќе се случи, Германија притиска и други држави, а Бугарија како фактор не е нормално голем фактор во Европа, бидејќи јас велам дека во Америка има 50 држави. Во некои држави има 1,000,000 жители, во некои држави како Калифорнија има повеќе од 40 милиони. Калифорнија е најбројна. Калифорнија кои ќе одат на избори за председател на државата на Америка има пример 50 бодови. Најмалата држава како Монтана или некоја друга, кој што има 1,000,000 жители или помалце, има 2-3 бодови. Значи не може една Бугарија да надгласа Германија, Франција. Нема логика. Сега пример ние како Македонија имаме 1,5 милиони народ останат, ако и толку останат, бидејќи све избркано си заминали и млади и старо. И сега ние влегуваме во Европската Унија и утре гласаме. И сега ако една држава не гласа, што да кажат мојните држави или воопшто не мојните држави. Ајде да кажеме 600 и нешто милиони има во Европската Унија, во Европа, и сега ние велеме не, дигаме рака и не може да помени закон. Бе, нема логика. Значи, треба, како што кажав, секојаш и ние се бориме, Европа си има проблем, нема Македонија. Бре, луѓе, бидете малце стрпливи. Се обраќам до сите. Ќе влеземе во Европската Унија. Каде ќе одиме? Ние живееме и географски и припаѓаме на Европа.
Ќе одиме во Тумбузија или како болшевиците од Македонија, како левица тресат цело време глупости дека ние треба да одиме со Азија, со Русија, не знам со кој. Ние треба да имаме односи добрососедски со сите. Цел свет, бидејќи демократи за тоа се борат, да бидеме пријатели и со сите држави на светот. Но ние не можеме да одиме во некој надвор од Европа. Како ќе? Ние треба сите да се бориме за да бидеме дел од Европа. И јас, многу луѓе зборуваат дека Европа ќе пропадне, Европската унија нема да пропадне. Често пати тоа го така. Не го викате, тоа го шири приказни левице и малиот димче и се разбира, луѓето имаат погрешна перцепција. Значи тие не може да ја предвидат и нинат. Треба да ја предвидиш и нината наредни 100, 200, 300 години. Како Европската унија ќе пропадне? Да, како држава Европската унија си има проблеми, има несогласување, но нема да пропадни се гиганти. Значи овие сите во Македонија, почувајќи од политичките партии и поединци кои што шират гласила дека Европа е не знам што, фашисти, дека Европа ова, тие луѓе немаат три чисти во глава. Ние ко демократи, затоа реков, сите ги поштоваме. И Русија, и Кина, и азиските држави, и афричките, и јужноамеричките. Значи сите, Америка, Европа. А со кои сме партнери? Со Европа, со Америка. Толку е приказнато. Нашата председателка Гордана Силјановска-Давкова изјави дека во контекст на најновата декларација во Бугарското собрание што беше донесена пред неколку денови, тоа е втора поред декларација, фактички, јас би рекол, против Македонија, дека е навреда за нашиот народ, дека со тоа ги закочува преговорите и можниот диалог. Што мислите вие околу ова? Дали е навистина навреда? И би сакал во контекст на ово прашање да ве потпрашам, дали можеме ние како Македонија да го следиме овој пример на Република Бугарија и ние да направиме уште една таква декларација во нашето собрание општо прифатена за заштита на интересите на нашата Република Македонија? Сакаш да почнам однапред од прашањето? Долга. Или од пазар? Се смеа, мора малце да се смееме, види. Прво нашата председателка доби 500 и нешто илјади гласови, јас го слушнав, не можам да се доначунам како еден човек, како не задобија 500 и нешто илјади гласови. Дали тие избори беа фалсификат или не беа, поќе ми личи на фалсификат. Значи, прво таа не е способна, та требаше уште ко стана председател да зборува за ова ние што зборуваме како демократи. Дека Бугарија ова што ни го прави, што не негира како нација, нашата историја македонска, јазик и така натаму постоење и дека сме вештачка творевина од 45-та, производство на Тито или не знам на кој, таа требаше тоа да го кажува. Но таа наводно као политичар кој што нема стварно појма, жената е изгубена, не гледате, погледајте ги видеата, гледајте што зборува, нешто све не филозофира. Значи, од не за ништо, до сега нема ништо направено, таа е дел од ДПМН, криминалната политичка структура, кој што успеа да ја изгласат, да ја турнат, како што кажав изборите, дали се, не навлегувам сега, ама верувам дека беа криминални, исто беа криминални и за не локалните, и за локалните во 2021, но парламентарните прошлата година, така да не ја ценам воопшто и бидејќи се прави секако, демек, па ние, знаеш, не навредува. Па тие не навредуваат со децени, бре, господјо председателки. Ако го слушаш видеото и ако твоите потрчковци, послушници го слушаат да заразберете на работа. Тие со децени не навредуваат. Ти сега се сети, па не ни треба во собрание да правиме декларација, да се докажуваме. Што бе да се докажуваме? Дека сме македонци? Па што повеќе зборуваш дека си македонец, повеќе самиот се негираш, бе, човеч. Што повеќе зборуваш дека хајде да се докажуваме, комисија имаме.
Овие лоповите од ДПМН кои што дојда на власт со Влен и со Знам, пред тоа зборува не ни треба комисија некој од нив. Сега креира нова комисија со нивни луѓе за да дапат по 2000 евра месечно. Тие наводно доктори на науки, историчари. Абе како не му е страм? Ти седиш таму и се докажува со бугарите дали си македонец и дали имаш историја и дали имаш јазик. Така да воопшто не ја ценам председателката и таа не може да биде председателка на целиот народ на Македонија, бидејќи е еден обичен послушник на ДПМН. И молчи цело време, ништо не презема и цела година е на власт како председателка, абе нула. Ќе оди негде, ќе се прошета малце, кикере, микере, ќе се насме, ќе се слика и тоа е. Да не заборавиме дека нашата председателка беше на средба со нивниот председател во Бугарија под едно знаме, тоа не сме да се заборави. Дали мислите дека ваквите изјави на нашата председателка само им помагаат, например, на бугарите да имаат некој алиби, дали после ова би седнале на маса со нашата делегација? Нашата председателка е изгубена. Ако беше кај папата, ве не се положе. Таму немаше име на држава. Немало место, речи. Немало место. Па и така надам. Туку тоа не е битно. Бугарите, во овој случај политичарите бугарски, не се битни, што мислат и како. Значи, јас зборувам за нашата председателка. Дека ние со децении сме понижувани од бугарите и нема свој став да каже, бе нема што со нив да се договараме, преговараме. Остајте Европа што ти вика зборувајте. Секоја држава од надвор ќе ти рече зборувајте, договарајте се. Ама ние сме навредени како македонци, како македонска држава. Што има ти да се договара со некој што не ти признава ни име, ни презиме, ни нација, ни вера, ни историја? Вре луѓе, ве да, освестете се. Да не зборувам, црквата ни ја признавале, Македонската православна црква или не, па кој треба да ни ја признава Македонската православна црква? Никој. Ние сме Македонска православна црква, се поврзувам со нешто надвор од твоето прашање. Значи, ние самите ќе си ја признаваме и тоа сме. Македонци, си имаме Македонска православна црква и председателката треба да ми каже на бугарите дека ќе се бори од сега Европа, Европската Унија да го промени законот и да нема повеќе консензус, поточно 27 држави, ако една не гласи да не може да помине закон, конкретниот случај и законот и проширувањето во Европската Унија. Ја спомнавте вие црквата, а сега моментално и во црквата некои служби се обидуваат да ни направат некаков разор. Ситуацијата во Кочани не стивнува. Владата прави некакви трибини, нешто говори, но помош за настраданите и за повредените не гледаме некоја конкретна помош. Како дали ви се допаѓа, што мислите за новиот развој на настаните во контекст на Кочани? Кочани, кој ќе спомниш, кожата ми се ечи, затоа што тоа е катастрофа невидена. Јас секојаш велам, ние поќе деца сега изгубевме, имаме повредени, златни и млади деца и уништени фамилии и семејства, него окупаторите што ни направија штета и убие толку млади деца и ранија во Втората светска војна. Значи, Кочани е нешто трагедија, но јас секојаш ја викам како човек прце и демократ, ова е убиство од системот, убиство од политичарите кои што го граде овој систем, овој трул, криминален, корумпиран систем 35 години. Системо убива. Но фактички зборот системо убива, тоа е граматички збор, системо убива. Политичарите кои што го креира системо убива. Ова влада на власт е цела година, можеше и владата, и Министерството за внатрешни работи, и сите инспекции, служби, директори, не знам што министерства, да ги проверат не само дискотеката во Кочани, туку да проверат од градинки до училишта, до универзитети, па фабрики. Оти имаш негде фабрики 200, 300, 500 вработени со некој мал излез, нема никаква безбедност против пожари и така натаму, и други непогоди како што е земјотрес и поплави.
Значи тие тоа не го направија и се капитална грешка е што не го направија. Значи и оваа власт што е сега учествува во убиството на овие млади луѓе и се виновни. Но да кажам една многу важна работа и претходните се разбира. Не можам да разберам ова власт, бидејќи не ја ни ценам, и затоа ја викам ненародна влада, со министерствата, со тие нивни инспекцијски служби, инспектори, вклучувајќи ги началници, Панче, кој што е министер во МВР. Значи, не само што потврлија, ти се кривично исто одговорни. Треба да се бара одговорност и од порано, и сега. Сега, Министерството за внатрешни работи не ги затвора сегашните функционери, наводно ги затвора од порано. И така натаму, и градоначалникот кој што се разбира беше и двата други градоначалници. На Кочани ги затворија, па сите ги пополека ги пуштија дома на одмор, што викаме домашен притвор. Тоа е катастрофа, но да зборам малце, многу ми е поважно сега. Јас бев пред 2 недели во Кочани, пред се како граѓани. Не отидов како председател на политичката партија Демократи, не отидов како човек од политичката партија Демократи. Отидов како граѓанин. Граѓанин на Македонија, граѓанин на Битола, на Скопје, не е ни бит. Значи, шо видов таму е нешто катастрофа. Зборував со одредена група на луѓе, никој ништо не му помагал, сме овие пари што се собрани од Црвениот крст и некои што донирале. И нешто до сега знам, му е доделено негде 600.000 евра на семејствата, на тие што е нормално на загинатите и повредените. Но владата ништо до сега нема конкретно направено. Ова е брука невидена. За да ги зголемат платите или да донесат некој закон за тендери, тоа го прават одма во моментот. Сите партии ќе се обединат и во собрание ќе донесат одлуки и тоа со европско знаменце да се убрза процесот. Тоа се вика, како да те кажам, не само манипулација, не само да го манипулираат во негативна смисла, тоа се вика еден тежок криминал, ама легализиран. Као, еве, ние не носиме одлука. До сега требаше првите 2-3 дена и финансиски и да се помогнат семејствата и со се што е потребно. Значи, број 1, изборувам за од владата, од државата, од Македонија. Второ, болницата во Кочани, катастрофа. Луѓе донираат. Замислете, таму во таа болница требаше како доаѓаат повредените, нема да ми доаѓаат, бидејќи сега директоро на Фондот за здравство изјави дека потешко повредените преврски кога правеле доаѓале во Скопје, а кога правеле физикална терапија во Кочани, наводно нешто имале. Па тоа е ненормална работа. Зошто е ненормална работа? Тие доста се измачиле што се лечеле по странство, доаѓаат во Кочани, ти после 2 месеци ја немаш опремено болницата со лекари, има еден лекар наводно. Еден лекар на 200 повредени скоро. Значи мора да си неспособен или да си некој лудак или манијак да не се бори за овие луѓе. А такви ги има полно и во владата и во министерството. Значи ние имаме луѓе работа со психопати, тендераши, криминалци, неспособни политичари. Ова ме револтира затоа што ги гледав луѓето и пак ќе одам и ги повикувам граѓаните на Македонија да го поддржуваат маршот, протестот на родителите. Се одржува секоја сабота во 16:05 минути во Кочани, да им дадеме поддршка. Поддршката е многу важна. Кој колку може да донира, слободно нека донира. Но јас велам дека ние колку може како граѓани ќе донираме, но државата наша треба да дае тука милиони евра. И затоа викам, изборував со адвокати за можност да се тужи државата.
да се тужи и да се доделат огромна сума на пари на овие семејства кои што децата погинаа во пожарот и на повредените, затоа што државата, поточно политичарите кои водеа со државата последни 35 години, го креираа овој систем и ги убија овие млади и прекрасни деца. И ги оставија повеќето од нив можда да имаат, не дај Боже велам, може да имаат трајни последици психички и физички по нивното здравје. Некои имаат. Да, кој тоа ќе, со кои пари ќе го платиш? Поентата е, првите 2-3 дена тие требаш ова да направат ова помош финансиска и материјална, а не да се кријат. И зборот ми беше дека ние го осудуваме ова и бараме и баравме и пак ќе бараме од владата итно сега со сета расположлива финансиска моќ да им помогне, дали ќе потроши 20 милиони, 30, 100 милиони, не е битно, бе луѓе. Ова држава може тоа да направи. Не сака да потроши еден динар, нешто му дале децата кои се лекувале и за наводно слушамо некои родители за погребо. Што е тоа, бе, трајче се зборува за 2-3 пати евра. Погреб. Држава ли сме ние, бе? Не сме држава, ова е криминална држава. Криминалци 35 години не водат во амбис. Значи, системот ги закопа овие луѓе, а власта плаќа за погребот. И не сака да им помогне, како што кажав, толку е од мене и една работа ќе кажам само. Ако не се освестиме ко граѓани, ако не се бориме против овие неправди и криминалот што владе во политиката е во секоја установа, значи секоја установа, од премиери па да завршиш тамо до училишта, до градинки, до чистачи и не знам што, сек да има криминал. Кај да се свртиш во сите државни установи, јавни фирми. Господин Јорго, вие како претседател на политичка партија, што мислите, еве, собранието прогласи безбедносна зона околу објектот, за да нема протести, штрајкови и така натака, од кого тоа се плаши власта? Власта од никого не се плаши. Овие криминалци од никого не се плашат, секој ден не крадат милиони евра ни крадат, секој ден. Јас зборувам со еден тежок криминалец и не го знам, нешто на брзина ми зборуваше, го знам криминал. Ала ви кажеш, имам пари, крадам со власта, со ова, со друга, кој ќе стигне. Вие сакате да дојдите на власт, сакате да не турните нас, да се работи за милиарда и повеќе евра годишно ви крадиме, па нема да дозволиме. Викам, кој те прашува, бе, тебе не лупетай глупости, викам. Народот е единствен кој ќе одлучи кој ќе биде на власт. И затоа јас викам, ние како демократи, единствени сојузници, насници и партнери, народот. Народот и кој е дело народот имаш ти одредена група на луѓе кои што се поголеми криминалци него самите политичари. А се разбира, јас ги окривувам политичарите, бидејќи тие не ги бркаат криминалците. Нашите затвори се полни со невини луѓе, а криминалците се по улици. Или во политика ни ја водат државата и ни ја окупира. Од една страна гледаме како има огласи за вработување полицајци, пожарникари, по сите институции не баре, но од друга пак страна гледаме како со месеци не земаат плата. Како вие ја гледате оваа ситуација, како вие би прокоментирале околу оваа тема? Зашто државата нема пари за да им даде плата на овие институции? Многу едноставно. Сега вработуваат одредена група на луѓе, тоа се нивни партиски послушници, потрчковци, кои што ќе им служат за време на локалните избори. И досега работат за нив и сака да ги вработат, да ги употребуваат поточно државата, ние како граѓани да им плаќаме плата, за да тие да можат да работат за партиите и да гласат за нив. Јас еднаш имам кажано, пак ќе кажам. Македонија најпоќе се плачка, буџетот на народните пари, народниот буџет се плачка преку вработување на политички мотивирани вработувања, јас ги викам криминални политички вработувања, поточно вработување на своји приврзаници и на партиски членови. Бидејќи ти што правиш? Во годината трошиш милиарда евра за плати, за сите вработени зборувам, почувајќи од премиерот, па завршувајќи
до некој хигиеничар што работи по која и да било јавна државна фирма или институција, ти му плаќаш плата, му плаќаш доприноси здравствено и пензиско. Така, се троши пример милиарда евро. Тие повеќето, да нечем 100% се разбира, но повеќето тие се партиски војници, кои што таму се одат на работа, не одат на работа, има некои воопшти што не одат, дури се вработени во странство и така натам имаме такви случаеви. Фатија такви случаеви, така? Имаме. Сега тие таму одат и ние како народ ги плаќаме за да гласаат против нас. За да гласа, за да останат овие криминални политички структури на власт. 35 години истите па истите ни се вртат и секогаш, покотово СДС, ДПМН, и така натаму, и другите што влегуваат во коалиција, со нив се на власт. Дали на централна, дали на локална. Пример сега, ДПМН влени, знам се, на централна, имаат и своји градоначалници, но да не забораваме криминалната СДС, и дуите имаат градоначалници, имаат советници. Значи, тие секогаш се на власт, се договараат, соработуваат. И ние, како народ, од нашиот буџет, милиарда ни одделуваат секој година и така си ги финансираат политичките партии. Немој да мислиш дека оние 2 милиони, милиони и пол, 3 милиони евра што ги добиваат секоја година или за време на избори што добиваат милиони, дека тоа е само нивното финансирање. Тие се финансирани со стотици и стотици милиони евра преку плати доприноси за нивните, што кажа, партиски послушници, полтрони, гласачи. Спомнавте избори. Една изборна единица. Што мислите вие и ние како Демократски импулс сме правили подкасти на оваа тема, ни беше објаснето зашто се е добро една изборна единица. Впрочем и вие како политичка партија мислам дека би ви одговарало да има една изборна единица. Видите, Мицковски во собрание кажа дека тој сега е спремен да имаме една изборна единица и наводно тоа го поврзува и диаспората да гласа. Јас не знам зашто тоа го спомна и диаспората да гласа, бидејќи ја живеев повеќе од 30 години во Америка. Дали ние од диаспората гласаме или нема да гласаме, на некој од нас што живеат таму повеќе години, да ти кажам, многу му е гаеле дали ќе гласа или не. Повеќето од нив што заминале, што живеат со децени, тие си ја сакаат Македонија, нема погрешно да ме сватиш. Но за нив е свеедно дали ќе гласат или не, и плюс нас ни сотежнува, бидејќи јас знам живе во Лос Анџелес, ми вика треба додам конзулато каде во Вашингтон. Вашингтон DC, градот, главниот град на Америка, кај што и таму е администрацијата, Сенато и така натаму, е оддалечен Лос Анџелес скоро 5 сати со авион. И ти се ќе одиш, ќе гласаш. Ќе гласаш за некои партии овде, криминални партии, бидејќи ние од диаспората повеќето знаеме дека се овие криминалци. Не сакаш ни да гласаш. Што ќе гласаш? И гласаш на какви избори? Избори криминални. Ние имаме изборен закон кој што е криминален и донесен на легален начин во собрание. Ние секојаш како демократи, јас како човек и други луѓе размислуваме и предлагаме. И со години предлагаме. Значи, промена на криминално изборен закон. Тоа значи една изборна единица без праг. Бидејќи, ако тие ти кажат, има една изборна единица, имаш 3, 4, 5% праг, ако изгледат милион гласачи, ти треба на 5% да имаш најмалце 50.000 гласачи, за да можеш да добиеш пратеници, за да почнат да ти се бројат. Ако се 3% и 30%, повеќето помлади партии не може тоа да постигнат и така ќе бидат елиминирани и со тоа тие те терат, ако ти стават висок праг, ти да одиш во коалиција со овие криминални партии. Поентата не е да одиш со нив, поентата е да ги турниш од власт. И еднаш за секојаш да направиме промени, вистински промени. Друга работа. Отворени листи. Отворени листи гласаш за човек, не гласаш за политичка партија, гласаш за број 13, гласаш за демократ. И таму на листата можеш и мајмуни, магарина, криминалци, идиоти и све да ставиш, психопати. И ти заокружуваш, кога заокружуваш, таму заокружуваш кога
кога нема отворени листи, заокружуваш демократи број 13. Значи, тоа е катастрофа. Зато нас нон-стоп ни се протнуваат криминалци и тотална контрола председателот со главните луѓе има кој ќе ги постави на листите во првите 5, 10 и така натаму. Второ, бараме подеднаква распоредба на финансиските средства. Подеднаква распределба, поточно на финансиските средства. Што значи тоа? Тоа значи дека не може ние да почнеме нови избори и тие партии кои што имале во минатото пратеници во собрание да добиваат милиони, а тие што немале да добиваат илјадници евра. Како ние лани за парламентарните избори добивме само 9.000 евра, додека СДС, да помене другите партии, добиваа милиони и стотици илјади евра. Каде е тоа? Подеднаква застапеност по медиумите. Не можеш нас да ни кажеш, вие имате само 9.000 евра, ќе потрошите. Што ќе потрошите? И што ќе потрошите? Знаете една секунда колку пари кошта по телевизиите, речеме со ДДВ, со се кошта 3 евра, 4 евра. И ти ќе одиш на една или две национални телевизии 5 пати во денот, 5 дена. Толку ќе ти биде, а овие прават реклами, телевизиски филмови. Значи една нивна реклама крај нема. Како ќе се бориш против овие криминалци? И треба, и што е по моје лично мислење најважно од овие сите точки, не значи најважно, да се заштитат изборите, да се стварно спроведат 100% фери демократски избори, да се спречат криминални избори, а тоа може само да се постигне со поставување на камера на едно избирачко место и поточно на сите избирачки места. Значи секој избирачко место да има камери, од сабајле пред да се почне, се отвора кутијата, се гледа, цел ден кај што се стават, се гледат, таму не мора луѓето да гледаш, доволно се става по едно ливче и кога се отвора, тоа е важно исто, за да се чита, камерата го скенира, го гледа, има технологија и се знае во секундата, има софтвер, има компанија во светот, не можат македонски компании тоа да прават, кои што е како Google и така натаму, Microsoft, тие се гиганти, нема тие да ги подкупиш со 5, 10, 20 милиони, дај таму прикажи нешто друго, и само така може да одиме напред. Значи мораме да го промениме овој криминален изборен законник, викаме, не му верувам на Мицковски, тоа е еден од, како и пред ова заев што вришткаше пред да бидат изборите 2016-17, бараме на изборна единица, кој дојде на власт, ништо од тоа. Така и од ова. Ова е све една фарса. Дали е возможно медиумите, дали се купуваат од одредени политички партии со овие платени реклами, заради тоа што знаеме дека се рекламираат одредени партии стриктно на одредени телевизии. Дали тука има некакво купување? Тоа е познато дека медиумите, националните медиуми и други медиуми, како портали и така натаму, подкасти, па купени се. И пазете сега, има одредена, самите ќе си се препознаат и слушајте добро што ќе ви кажам на сите вас што го правите тоа. Од една страна се прекажувате дека се борите за Македонија и за народот, за доброто. А од друга страна цело време истите луѓе ги вртите и ги вртат, кај нив се обраќам до медиумите, ги вртите затоа што ве плаќаат. Вие не работите за доброто на Македонија и за народот, за ова држава да оди напред. Како можете да форсирате поново, пример сега на власт е да помане, знам, Ивлен, и некој од вас може да сте против нив, против ова власт, па форсирате поново СДС да ни дојде криминална партија. Криминалци нон-стоп ви се вртат и луѓе кои што воопшто не биле успешни политичари. И тие ви се ваши аналитичари и ни кажуваат нас сите на народот како треба да биде. Наместо да викате луѓе како што се од демократи, други некои луѓе, дали се тоа граѓански издруженија, квалитетни, паметни луѓе кои што ќе дадат предлози како да си ја спасиме државата. И да кажете вистината, што вие како новинар од една страна викате ние сме неутрални, а нон-стоп ги форсирате. Истите. Сега ги форсирате истите. Сега еве наводно СДС со 18 пратеници бидејќи има,
тие биле опозиција. Која опозиција 35 години плачкаат све живо, диво, уништија све. Опозиција се демократи, луѓе, разберете, опозиција е измачениот народ. Ние сме опозиција, народот на Македонија, уклучувам сите тука, и македонци, албанци, турци, власи, бошњаци, Хрвати, Срби и така натаму, македонски граѓани. Тоа е опозиција, нас шо партал не направивте, Не уништивте све живо и диво, од економија, од болници, од образование, од инфраструктура, цел ден дишиме отревен воздух. Младите, децата ни избегаа во странство. Во овој контекст и често пати умеете да кажете дека чувствувате вие како политичка партија и како претседател на политичка партија Демократи своевиден медиумски мрак. Освен ние и уште некои така медиуми немате некоја покана токму заради ова што го говорите. Што се случува со нашето судство? Беше пуштен Јаховски на свадба, доди во Турција, дали е ова некоја комедија, дали се спрема некоја представа, доди со пасошот во друга држава, во Турција, на свадба. Човек обвинен за отровен мазут. Па ништо посебно не се случува, судството понатаму се продолжува да има доверба -0, не може повеќе по -0 да биде. Има тешки криминалци помеѓу судите, јавното обвинителство и во полиција се разбира, но има и квалитетни суди, јавни обвинители и полиција, кои што јас секогаш ги повикувам да се дигнат и да зборуваат како јас што зборувам, како демократи и како народ. Да ги кажат сите овие корумпирани колеги, суди, јавни обвинители. Бидејќи јас ако сум судија, во кој да било суд, јас ќе ги кажам. Бре, овие луѓе проверете. Се занимаваат со ова, по име и презиме. Ако имам, се разбира, докази цврсто, ако немам, пак ќе кажам. Луѓе постои во судо наш толку и толку многу криминал, во полиција постои. Не е битно дали си начелник, дали си заменик начелник, дали си полицаец. Бре, луѓе, бидете со народот. Вие поштени суди, полицајци и јавни обвинители. Доста изигрувате невини луѓе, као ние сме добри, не се занимаваме со криминал. Станете еднаш да промениме, дигнете го гласо. Дојдете, приклучете се во Демократи, приклучете се во Отпорот, што викам, во фронтот за спас на Македонија. Гласајте на избори, зборувајте со луѓето. Ја знам дека е све корумпирано и тешко е да се работи, но не смееме да се плашиме од никого. И граѓаните исто. Престанете да гласате вие што гласате за овие криминални структури. Па тие крвта ни ја испија, бе. Па ни ги уништија фамилите, ни избркаја децата. Што сакате, не сметаат ретардирани, бре. Затоа што вика, види што му правиме нови луѓе, пак тие гласат за нас. Во државната лотарија, еве кога сме веќе кај криминалот, имаше индикации за голем сторен криминал, но Артан Груби сите знаеме како заврши, пребега со директорот Прпарим. Дали гледате некаков можен епилог на овој случај или можеби како што велат се роди гушец, се тресеше гората. Се тресеше гората, се роди гушец. Господине Трајче, една работа треба да знаеме. Премиеро Мицковски избега пред многу години, има азил. Премиерот Никола Груевски. Извини, Мицковски, се извинувам. Никола Груевски избега, има азил во Унгарија. Никој ни зборува, ни сака да го врати. Артан Груби исто избега. Избега и други функционери. И Ковачевски. И Ковачевски се разбира, кој што беше директор на ЕСМА, на електраните на Македонија и така натаму. И други луѓе имат избегано. Но за ништо. мене, не, тие сите се пуштени. Пуштени да избегат. Бидејќи тие кога крадат, сами не крадат. Значи, тука се поврзани од други политички структури, партии, луѓе. Значи, делат пари секогаш. Пример, ако некој велиме, еве, сега конкретниот случај во Чаир,
се дивоградби се Да, и за тоа има легализираат, точно. па сигурно и за, само да спомнам, Така. и за други места, и земаат многу пари. Се работи за милиони евра. За некој да му, на огромна зграда да му легализираш, ако си градоначалник или нешто друго, па за 5, 10, 50 илјади евра нема да му легализира. Се работи за огромна сума. Што мислите вие, владата кој што е на власт, ова или претходната, Не го знае ова? не го знае ова. И ќе му дозволи стварно на некој гостива, Битола, Чаир, Драчево, не е битно каде, Велес, тој да прави пари, а ова власт и тие главните во што се и во полиција, во судо, ништо да не прават. Ма луѓе, тоа е све корумпирано, све е поврзано. Се овие луѓе пуштени и затоа не ги ни бркаат и ги забораваат. Но ние велиме како демократи, јас како човек. Ако сакаме, ако народо размисли малце подлабоко и престане да гласа за овие криминални структури и почне да гласа за демократи, ние кои ќе дојдеме да ја менаџираме државата, све ќе вратиме живо диво. А не да се крие некој во Чиле, ако сака нека се крие не знам каде во некоја, не знам која држава, не знам каква држава, колку и да е мојна, ние ќе ја вратиме со сила. Е така. Само така може закона. Нека знаат во Македонија која демократи ќе менаџираат со државата, дека овде ќе се работи и на чесен начин ќе се заработува и така државата ќе ни оди напред. Криминалот и криминалците, поготово, нека му мислат. Не гледате искрена желба кај нашата моментална власт да ги врати овие луѓе или мислите дека чека да се заборави? По ова власт некој од овие ги има пуштен Артан Груби пример. Сега додека ова власт. Па видете, има одредена структура во власта кој што е криминална. Не тука да не се занесваме. Во секоја структура, во секоја власт во последните 35 години има по некој криминалец. Не мора сите да се криминалци. Доволно еден, двајца, тројца. Ама тие другите, како што реков за судите, јавните обвинители, полицијата, кои што се честни, и во влада тако има честни, тие треба да се борат против овие криминалци, ако веќе не се толку. Но јас, за жал, морам да констатирам, повеќето се криминалци во повеќето влади и установи и така, затоа ние пропаѓаме. Вие добро види, морам да признам економијата. А сте живееле во Америка долги години. Нашиот премиер вели дека сме четврта европска сила според економијата. Дали мислите дека ова е вистина? Дали заради тоа што знаеме сите што се случува моментално во нашата држава? Дали едно со едно впрочем не иде, но што мислите вие, дали има некаква вистина? Па, прво нема вистина во тоа. Ние никогаш досега не сме биле во развој во Европа четврти рангирани. Да, ние сме позади четврти, пред нас е само Молдовија, Босна и Херцеговина и Косово. Позади, мислам, ние сме пред нив. Може така бројано? Да, не, веројатно премиерот бил пијан и бидејќи не знам колку пие точно, ама веројатно бил пијан, па затоа го кажал, абе премиера, нема што да кажеш, па само лупеташ по телевизија. Абе земи води ја државата како што треба, бе те молам. Кој да дојде све ништи. Каква е вашата прогноза за локалните избори? ВМРО-ДПМН прогнозира дека ќе победи несомнено, СДСМ молчи, СДСМ вели дека не е баш тоа така, но другите молчат. Другите политички партии. Дали мислите дека моментално е рано за да се почне со некаква кампања, не знам, или зошто молчат? Види, секоја партија си има своја пиар агенција или самите тие Тактика. трубат тактика, како во конкретниот случај, да помне мисли дека се супер мојтни. Да, супер се мојтни да контролираат Македонија, да чуваат под окупација, да плачкаат сегде кај што можат преку тендери и така натаму, и да вработуваат своји партиски послушници, а другите луѓе нека умираат
нека страдаат или нека бегаат во странство. Значи тоа ДПМН го прави и се фали да ме наводно сите градоначалници во 81 општина ќе ги освоеле. Ни ќе ги освојат 80 во 80 не ништо, но тоа не е битно. Те имаат доволно број на градоначалници и власта ја држат на централно ниво, па година дена помина, ништо нема добро направено за Македонија. Премиерот зема кредит и 250 милиони евра му доделува на градоначалниците за некакви си проекти, патчина, тротоарчина и некоја градинка, за да ги подкрепи неспособните повеќето градоначалници од ДПМН и советници. Значи, ние точно знаеме, јас сум роден во Битола, живеам во Битола, живеаме во Скопје, живеам низ цела Македонија, просто кажано, бидејќи се движам. Сите градови, сите општини не се уништени. Негде ќе се направи еден кружен тек, некоја улица, одредена група на луѓе паѓаат во транс. А луѓето не само на месечина што отидоа, туку неверојатни технологии, имаат своји фирми, градат фабрики и произведуваат се и се што од најсовремени лекови до авиони, до коли и така натаму. А ние се фалиме со кружни текови, дека еве во Битола, ќе кажам конкретно случај или за Скопје, имаме 10 општини, јас одам, гледам, снимаме и ќе снимаме понатаму, да види народот во сите градови, во сите општини, ако успееме сите да ги покриеме, но тоа не е најбитно, доволно да покриеме доволно општини од секој регион во Македонија да видат колку овие градоначалници ја уништија Македонија. И овие 250 милиони евра што владата и Мицко ги дава, тоа е плачка од народот. Тоа е кредит земан, ние треба како народ, граѓаните да плаќаме нашите деца и внуци, кој знае колку години, и земаат кредити и да плаќаат други кредити што се земени од порано, но конкретно случај со градоначалниците и советниците неспособните, дали од СДС, ДПМН, и од други партии, тоа све се катастрофа, ги имаат уништено градовите. Градовите веќе ни стануваат во одредени места, како Источна Македонија, Битола и други места, и Западна Тетово, Гостивар, Ракичево, тие не се градови повеќе, духови се. Значи, како ќе одиш таму, све тоа мртвило човече. Чекаме во Битола да е убаво времето, па да излези народ на широк сокат. И истите луѓе ни се вртат, се разбира, во кафичите, кои што имаат малце поќе пари и ние приказната она Грција соди. Па кој оди во Грција? Кој може да оди во Грција? Со кола, дојдеш во Грција да потрошиш 2000 евра за 10 дена. Која може фамилија да потроши која зема плата од 24.300? И приказната, абе, народот има пари, оди која Грција, купува коле. Не е тоа точно дека народот има пари. Тоа 10, 15, 20% од народот тоа го прават. Другите сите си седиме дома, бре. Не можеме да си купиме ни патике, веќе ги скиниме ако се движиме многу. И ако не беа турските серии кои што јас ги сметам не утупуваат, нема ние со што друго да се занимаваме, затоа ни продаваат такви приказни лимонади што ги викам. Заради турските серии. Заради турските серии, тоа така да и премиеро, и ова власт, и градоначалниците, од сите партии. Од тоа нема ништо. Господин Јорго, ни стигна едно прашање од наш верен поддржувач Илија Костадиновски, би сакал да го поздравам. Ќе се одважам да ви го прочитам. Прашање од гледачот. Истражувањето открива како со помош на мрежа од компании и посредници, раководството на ЕСМ дозволува државата да купува поскап јаглен со цел некои компании и бизнис моќници со силни политички врски оваа криза да искористат како шанса за осопствено богатење врз грбот на граѓаните, кои плаќаат драстично повисоки сметки за струја. Од 2022 година до денес компанијата ЕСМ склучила договор со 11 фирми за набавка на околу 4,6 милиони тони јаглен, зашто било договорено нетранспарентно да се потрошат 283 милиони евра. Од една од овие сделки, 9 милиони евра завршиле кај бугарска фирма во собственост на братот на пранешниот премиер Зоран Заев. Што мислите вие околу овој случај? Види, читав за овој случај, се разбира за ова приказна.
Значи, новинарите што го напиша ова, браво ќе можам само да кажам, бидејќи тие испитуваат со факти, бараат документи, докази, па после објавуваат. И што ми остави впечаток ова цела приказна, дека сите овие фирми кои што се вклучени на купување на јаглено за РЕК Битола и за Осломеј, повеќе за РЕК Битола, за термоцентралата, се фирми кои што се влезени во трговија со јаглен, тие, значи, нашите државни фирми РЕК Битола, Осломеј ги набавуваат, тие купуваат, ни продаваат, се формирани за време на огласо, пред огласо, недела 2-3, или после огласо. Значи, се постава оглас, пријавете се фирми, толку и толку, ни треба толку јаглен за РЕК Битола, пример. И замисли, тие се, повеќето од нив, и газдите што се на фирмите, тие појма немаат, никогаш не се занимавале со трговија на јаглен. Така. Ретко има некоја фирма кој што е подолго, како што беше случајот со Панче, министерот за внатрешни работи, 3.800.000 евра за фирма кој што е формирана сега, да не речам вчера, значи пред месец дена или 2 недели пред тендерот оди, добиваат битолска фирма која што дизајнира и не знам која некоја друга фирма што дава работени ќе ги шиелав овие униформи за полицијата, добива 3.800.000 евра тендер. Значи све ова направено, овие фирми за да влезат, за да можат да го добијат тендерот и за да можат после тие пари од тендерот да се делат 10, 15, точно не знам колку проценти, со политичарите, со функционерите, не е битно дали се министри, премиери или директори, така да ние како граѓани и со повисоки се разбира цени, конкретниот случај за јаглено, и со многу повисоки цени, лигнито што се набавуваат од Грција, исто се набавува, да ви кажам, и од Косово, и се набавува од Албанија. Значи во помали количини, најголеми количини од Грција. Јас знам во Битола сега бев и таму 200-300 камиони, огромни камиони, секој ден носат јаглен во РЕК Битола. Тоа може да замислите каква тоа провизија што ја викат културно, фактички криминал се прави, колку пари се заработува и брат му на поранешниот премиер, криминалецот Зоран Заев со Вице Заев, тој има фирма, мислам у Петрич градот, регистрирана таму има и Венко Филипче фирма регистрирана, Бугари. што беше министар за здравство, сега председател на криминалната политичка структура СДС, така да сите се овие, зашто јас да ги прашам нив, еви народот го прашувам, уствари народот нека слушни, што прашувам и зошто, како резонирам. Зошто овие имаат регистрирани фирми во Бугарија? Зошто се регистрираат? Зошто тука не се регистрираат фирми? Бидејќи да бидат подалеку од нашите очи, да не се знае кој што прави, но благодарение на одредени новинари, значи дознаваме или луѓе како ние што сме домакрати, одиме, снимаме, зборуваме со вработени во некои фирми, добиваме податоци или граѓаните не информираат. И ги повикувам граѓаните и од фирми луѓе и кој да било јавната администрација, ако имат нешто да пријават, слободно да не контактираат како демократи, ние тоа ќе го објавиме. Ете, тоа е таа приказна за да може да се крадат пари. И тоа се случува во време кога беше ковид, криза наводно, нема во Македонија струја, и така да овие фирми се на луѓе кои што не само што немаат појма од увоз-извоз на јаглен, туку се формирани пред конкурсот кога излегол, за време на конкурсот и после конкурсот. Страшна работа ни се случува. Господине Јорго, одредени политички структури пред да дојдат на власт говорат едно, откако ќе дојдат малце некако ја менува својата реторика, иако велеа дека и брат Дамија ќе го апсам, збореа за апсења, но гледаме дека се апсатно ситни криминалци, не се некои крупни риби, например. Дали вие гледате во некоја гова реторика или мислите дека не се доволно моќни, иако се на вас да ги уапсат моќниците? Види, 35 години не лажат. И што има јас да мислам или вие или народот, знам дека овие лажат цело време. Не гледаш, преваранти тешки се.
35 години не уништија, со лажење доаѓаат на власт. Бидејќи ги контролираат медиумите, имат полно пари, колку сакаш имат пари и крадено, милиарди имат искрадено во 35 години. За нови луѓе уште да му се верува. За жал има одредена група на граѓани гласачи, кои што упорно и понатаму продолжуваат, досега ги гласаја, па гледате, спомнаме за председателката. Една жена толку неспособна да добие 540-30.000 гласови, тоа е нешто ненормално. Не да е нормално, не е нормално. СДС ДПМН добиваат, ДПМН доби 58 претеници, 11 години пред тоа кој беше Лјупчо Ѓоргиевски, 16 години не оттепа од крадење, не оттепа ни го уништија живото и ние пак да дојдат на властија. И исто со СДС, исто со ДУИ, и со други партии. Значи, една работа треба да сватиме ние како луѓе. Нема да има промени, ќе биде само полошо и полошо. И станува полошо ако не настанат вистински промени. Ако демократи и честни луѓе не дојдат да менаџираат со државата. Значи, еднаш треба да сватиме, што лажат, овие лажат. Нешто не се неспособни, овие себе криминалци, бре луѓе. Најлоша комбинација неспособен и криминалец. Ако е неспособен, ќе си даде оставка. Или ќе работи, нешто ќе сработи. Ама ако е неспособен и криминалец, или чисто само криминалец, ако е, и колку да е способен, наволно гениалец, ама тој користи способноста, интелигенцијата, за да лаже, за да кради. Гледај доктори на науки. Со доктори на науки преку глава. Доктори на науки, па тие 30, 40, 50% во последните 20 години ги имат купено тие дипломи, магистри, доктори на науки. Што значи бе доктори на науки? Ние секој председател не е доктор на науки, некој професор. Абе, нека одат, пушти ги тамо, нека предават во факултети ако се добри. Ако имаат научни трудови, супер. Формира академија, Македонска академија за науките и уметностите. За која формира, бе? За да земаат покрај платата и пензијата уште 2000 евра пример. Што имаат за Македонија тие луѓе направено? Како научици, наволно научици во ред. Како, пишувале некои, не знам што, книги и така натаму. Но што тие имаат направено добро за Македонија да му се спротистават на политичарите криминалци? Или се поставени од политичките криминални партии да бидат академици? Знаеш таму како се станува академик? Не е секојаш колку вредиш. Се станува бидејќи имаш луѓе да те турнат. Значи, што ги прашувам сите академици, кажете јавно, можда некој честно исклучуци има кажано стално, вика ова не е добро за Македонија, дај да се прави вака. Значи, ние имаме луѓе кои што за жал ја уништија оваа држава. Политичките партии пред избори велат дадете ни апсолутната власт, гласајте што повеќе во што поголем број за нас, заради тоа што да не уценуваат одредени политички партии, но по вашиот одговор, ако смеам да заклучаме, дека на апсолутна власт не е добра за ниедна политичка партија. Па катастрофа е, бе, човече. Замисли ти имаш 100 пратеници и да можеш да гласаш што сакаш. Кога ќе направиш грешка, Македонија народот страда, државата. Таа грешка може и да е капитална и ние да не можеме да се опоравиме наредни 20, 30, 50 години. Ко сега како што сакаат да земат кредит од Енглеска 6 милиони евра. Ќе правиме ова, ќе правиме она. Тоа што ќе му текни, тоа ќе прават. Значи Мицко како премиер со владата тие се најпаметни. И ајде ќе му текни сега, пак ќе му дат уште 500 милиони евра или 250 милиони евра на неспособни и криминални градоначалници и советници, а? Ние цело време дупките нивни ќе му пополнуваме. Па еден пример ќе ви кажам со Битола или со други градови, бе, како Скопје. Па имат огромна сума на пари, што располагаат секоја година. Се зборува за преку 35-40 милиони до 100 милиони повеќе милиони евра и не може да дупките да ги покријат во градовите, ѓубрето да го средат. Каде одат тие
Каде одат тие пари да се... Па многу едноставно. Ќе направат тендери за осветлување, тендери за одржување на улица, тендери не знам зошто, и така натаму, тендери за улиците да се поправат или да се асфалтираат. И два пати тродупло, ти ставаат асфалт 2 сантими, па знаете дека патос прилеп Битола, и јас сум застанал со кола, сум снимал, асфалтот е дали има и 2 сантими. Се гледа кај што е изеден. Тенок. Абе не е веројатна работа како не крадат. И сега ние зборуваме, молим те, мислам, не можеш, едно само можам да кажам. Криминало е во секоја спора, во сите јавни фирми, многу градоначалници се криминалци, многу советници се криминалци, власта од министри до пратеници и така натаму до и преседателите може да се занимаваат со криминал, исто може да се, како што имавме случај со Груевски, и така натаму имаме сигурно и други, Бучковски и така. И Бранко што направи катастрофа и во приватизација, мислиш тој не дојде до пари, само направи одредена група на своји пријатели, олигарси, што реков еднаш да знаат луѓето кои се олигарси. Олигарси се луѓе кои што остекнале богатството со плачки, со измами. А бизнисмени, богати луѓе се луѓе кои што честно работат и заработуваат. Такви за жал бизнисмени ги имаме се помалци во Македонија и затоа пропаѓаме. Дали има логика, например, еве, овие денови на мала врата да ни се протне преку седмата сила, како што јавеват медиумите, дека во Македонија се спремаат можеби кампови за бегалците? Дали има некаква логика, иако власта сега вели дека нема нешто такво, но дали преку медиумите се обидуваат да го протнат ова? Види, медиумите, кажа, поголемите помојни медиуми, независно телевизија или портали, им служат како робови на овие владеачки партии. Кој да дојде, бидејќи не дека само од нив зависат, туку прво нормално за пари тоа го работат. Не, медиумите и одредена група на новинари воопшто не ги интересира доброто на Македонија и народ. И државата да ни пропадне, да се расцепи, тие за пари заедно со политичките структури, со политичарите, учествуваат во уништување на Македонија. Тоа се знае. Има новинари кои што еве се борат, како што беше случај и многу случаи откриваат, кажуваат за неправилности и така натаму. Тие се добри новинари и ретко има добри, да кажеме, еве портали. Конкретно случај ќе зборувам за Демократски импулс. Вашата намера, нашата намера тука како пред се луѓе демократи е да дојдат гости, да зборуваат, да нудат решенија, да критикуваат, се разбира, и да ја кажуваат вистината. И што е тоа, како можеме ние да креираме на функционална и правна држава, за да народот живее многу подобро. Не можеш ти во една држава кај што пропаѓа се кради, поготово од премиер па до чистач крадат, не сите, али крадат, значи ти да очекуваш ова држава да оди напред. Значи, затоа е најважно ние како луѓе пред се да малце, не малце, туку многу да размислуваме кого поддржуваме и за кого гласаме видно. Господин Јорго, знаеме дека има политички партии кои, тоест повеќето политички партии имаат земјиште, станови и така натака, значи недвижен имот. Дали можеби вашата политичка партија поседува нешто од се ова? Најновите информации говорат дека Левица имала. Кога велите имот, мислите на станови, на партија, згради, земјиште, да. Вака. Нашата партија не поседува станови, не поседува земјиште, не поседува згради или канцелари. Ние како партија можеме слободно да кажеме дека во пред 5-6-7 години ДПМН имаше репортирано вредност во имот
почнувајќи од земјиште, ливади и така натаму до канцелари, дуќани, згради како што е нивната Бела палата, во вредност од 60 милиони евра. Јас тоа го кажував в тоа време, значи замислите пред 5, 7, 8 години 60, сега дупло и тродупло скокна цените, вредноста отиде преку 150 милиони, ако не и 200 милиони. Од каде тие пари? Кој му ги дал, кој му ги поклонил? Све тоа бе украдено, човече. Ако некој нешто му поклонил, тоа е малце. Значи, замислете, една од најбогатите политички партии во Европа, а ние имаме само 1,5 милион народ. И дали е толку народ останат? СДС не знам точно, податоци не имам прочитано, колку има во вредност во згради и станови и така натаму, но тие имат исто многу. Сега слушаме за левица. И тоа премиера во собрание Мицковски го кажа. Дека тие денес имаат купено, пример, 3 објекти, наводно и вредноста било околу 1 милион евра. А левица цело време е болшевичка, така се рекламира, комунистичка, јас што викам болшевичка партија, кој што еве се бори против капитализма, се бори против богатите, се бори против неправдата, а се бори за работниците. На кој начин? На кој начин? На кој начин? Од каде ти е стигна толку да имаат вредност, а постојат, не знам, 7-8 години, колку се 9 години. Затоа викам, малиот Димче е толку мал, бидејќи сака секогаш да го манипулира народот само за да дојде на власт. Седнал со националисти како Касами пред година и по-две и ДПМН да прават коалиција да го туркат СДС и ДПМН, СДС и ДУИ од власт, зборувам за од прика пред 2 години, се стикале таму, почнавме ние да му пуштаме, еве ви Димче со кој се сликал, и тоа е против муслимани, тоа е против не знам што, бидејќи па и сега да не биде против, нормално менува правец, оди се слика кај Енвер Оџа на гробо и не знам што друго, сега промовира дека тоа е, дори може и ќе почне да промовира дека е проевропне, и така натаму, не знам кај тера човеко. Значи, јас него го прашувам од каде ти е толку пари, оденеш тој да почне да купува. А ова имање, а се рекламира дека е како болшевик, комунист и не знам што, и не тера ние додиме со држави кои што во тие држави владее тотална диктатура и нешто излегува све, покажува некои научни достигања на овие држави, гледајте колку се мојтни и демеквака, така видете. Тешко нас се овие луѓе. Зато ние критикуваме левица и ја кажувам вистината ствари. Не е поентата ние да ја критикуваме. Тие ако требаше да бидат кој што треба, ако беа кој што треба ствари, немаше ние да ги критикуваме, бидејќи нашата намера е да се здружиме со сите во Македонија. Значи со сите партии, ако се квалитетни, ако мислат добро на Македонија, да се здружиме и со граѓански здруженија и со граѓани, да го победиме ова зло, што го викам јас СДС, ДПМН, ДУИ, знам, влен. Сега знам и влен, нема ни знам ни влен, тamo има СДС и ДУИ, СДС и ДУИ, значи имаш во Македонија. Не постои знам и влен, постои ДУИ и знам, и сега во Македонија пак имаме. Што имаме? 3 партии, истите ни се вртат, Бартал не направи. И тука се уклучува левица, се разбира, со не се искрени и имаат зло намери само да се дојде до власт и тие после чудо ќе прават, ќе завладее некоја диктатура, чудо. Значи, тоа е тоа. Господине Огненовски, не би бил јас доколку не ме запрашаме, ја начнавме темата околу градоначалничката на Скопје Данела Арсовска. Дали се разбуди од зимскиот сон? Еве на крајот од незиниот мандат сепак гледаме дека се бори сега веќе против како што таа вели криминалот во општина Чаир. Зошто само па во општина Чаир? Или мислите кој е вашето мислење? Дали ја давате својата поддршка на градоначалничката или мислите дека веќе е доцна да се бори против криминалот?
Прво, никогаш не е доцна да се бориш против криминалот. Многу луѓе мене ми велат што се бориш, ти имаш се, си дошол од Америка, Да. абе тргни се настрана или дојди со поголемите криминални партии и ќе имаш што сакаш. Многу викат луѓе дека е доцна, не може ништо да се промени. Тоа не е точно. Точно е едно, дека ние може да промениме и мораме да промениме. Овој живот не е живот овде, се живе во пекол, бе трече. Македонија е пеколо. Македонија е прекрасна и убава земја, но во Македонија се живее како во пекол. Наместо да живееме како што ја имаме во Библијата Македонија, библиска држава, овие криминални политички структури ја направи Македонија партал. Цел ден зборуваат горда Македонија, ваква Македонија, ние за Македонија, а од тепа од крадење бе трече. И од тепа од уништување, нас како луѓе не унаказија. Во секоја област од општественото живење и на краја најголемо злосторство ни направи, ни ги збркаја децата. Нема фамилија во Македонија. Сите слушаат, нека слушаат ако слушаат. Нема фамилија во Македонија што некој не е заминат. Дали син, дали ќерка, дали прв братучет или не знам кој, сват или не знам што. Унаказија бе цела држава. Зато реков, ја претворија во Македонија за живење во пекол. Ако смем да заклучим, ја давате својата поддршка на градоначалничката. Не само што ја давам мојата поддршка, туку да објаснам за гледачите и за сите, дека противниците на Денела викат се разбудила од зимски сон, сега почнуваат. Тоа не е битно, бе трече. Противниците гледаш како вешто го скренуваат вниманието од вистината. Знаете што е битно? Битно е што во Чаир постои тежок криминал. 150 диво градби со документи. Битно е што градоначалникот се занимава со урбана мафија и организира најверојатно урбана мафија према податоците што слушаме. Не гледаме нешто од власта да и помогнат во однос на тоа. Прајче, ова е зборо. Само да ти кажам, те молам не ме прекинувај. Власта соработува со нив. На кој да му помогне? На Данела? Мене, ако ја кажам како таа што кажува, па ние сме противници, Данела и јас, против власта. Власта е криминализирана. Власта не е апси тие што треба сите риби трче и апси. Зборуваме за катастрофата во Кочани. Кој апси? Зошто не ги апси овие сегашните функционери кои што стварно се одговорни? Ова се случи додека тие беа на власт најмалце 10 месеци. Може ја контрола да направат. Одговорни се и кривично одговорни се. Значи, зборуваме за убиство на толкова голема група на 62 млади, прекрасни граѓани на Македонија, млади деца. Зборуваме за скоро 200 луѓе повредени и ти ова треба да скапат по затвори до животно бе. Хилјадници луѓе, а не 2-3. Друга работа, само да докажам, за Данела Зова. Штом излегува со документи и штом покажува јавно, тоа е вистина. Но овие сакаат тоа да го прикажат, сега му текнало, касно е, не бре трече. Поентата, она што го реков, е важно затоа што нас ни е важно дали постои таму криминал или не. Постои. Не се работи само за Данела, не се работи за Чаир. Ние имаме тежок криминал во Гостивар, имаме во Битола, имаме во Тетово, имаме во другите општини. Но сега Данела зборува кај што може и тука нешто да докаже. Не може и сега да трча во Битола и да трча во Тетово и да докажува во Гостивар. Еве читав статистички податоци, Гостивар има чудо од диво градби, но има и кисела вода. Има и другите општини. Сега зборуваме за Чаир. Сек да има. Јас како демократ тврдам дека сек да има. Па оди по градовите гледај што е направено. Катастрофа, зграда до зграда, една 10 спрата, друга 6 спрата, трета 4. Не се знај лево, десно, како е, што е. Собраќаен хаос. Вчера, само ќе те кажам, живеам јас во Скопје, како и во Битол. Така. Живеам во Карпош. Јас барав 1 сат паркинг да се паркирам. Имаше утакмица вчера фудбалска, знаеме. Македонија-Белгија.
Македонија, Белгија. Честито за успехо, нерешено, тоа е добро. Значи, што се случи на македонската репрезентација и на играчите? Па ти да не можеш да најдеш паркинг сат и нешто. И како возам едно километар од около, возам, Прилепски, Битолски, Скопски, Тетовски, не е битно, сите добродојдени. Ти правиш стадион од 20-30 илјади луѓе, немаш паркинг. Абе тоа е, знаеш кој тоа е мизерија, тоа е понижување на ние како граѓани. Ние што живееме дома да не можеме да си одиме, а навивачите доаѓаат и паркираат и све неправилно паркираат. Значи, да земиш тоа, не да ги казнуваш, што ти не треба да ги казнуваш, бидејќи не си му безбедил паркинг. Значи, ние живееме во криминална држава. И затоа ја поддржувам Данела Арцовска како градоначелник, што се бори против ова, и никој не треба да биде излажен, касно почна. Не е битно, никогаш не е касно. Така. Спомнавме околу закони, околу криминал. Доколку вие сте на вас, што би промениле во законникот? Имаме многу работи, но ќе спомнам некои поважни работи, бидејќи не ако променуваме, ќе промениме повеќе од 100 работи, ама сега нема време. Значи, прво би го промениле кривичниот закон. Број 1. Казните би се зголемиле максимално за функционери, политичари, криминалци, би вовеле закон од 10 минимум години затвор до доживота. Ние сакаме и смртни казни да има, бидејќи веќе до тука ние на сите, но ајде да бидеме малце хумани, да нема бидејќи Европа наводно вели, не треба да има, значи некој ако отепа 100 души, идеме, ќе го чуваме затвор, ќе го раниме. Јас сум и за смртни казни, како што има во Америка и други држави. Значи нема што, ликвидира го некој звер, монструм. Имало порано и во Македонија смртна казна? Можда и тоа, значи да имаме казната од 10 години до доживотна за политичари, функционери, криминалци и се разбира за стопански криминалци кои што направиле огромна штета на државата и на народот. Да не застарува делата на политичарите, функционерите, криминалци, да нема амнестија за политичарите, функционерите, криминалци, да не застаруваат и кривично да бидат прогонувани кривичните дела на судите, јавните обвинители и полицијата. И сите кои што работат во државни установи. Дали е книговодител, работи во општина, проневерил милиони, ќе си лежи од 1 до 10 години, во зависност од делото. И да не застаруваат. Кај нас што стана? Беше закон о кривичниот од 1 до 10 години за злосторнички издружувања и луѓе што крадат пари од државата, направи од 1 до 3. Си ги задржаа милионите, милиардите, не можеш ни да ги тужиш ништо, бидејќи кој ќе застари делото, автоматски не можеш да го бркаш и на никаков начин, ни граѓански парници, ни да му ги земаш парите. Тие се станаа газди, а ние сме сиромаси. И кој го донесе законот пред година и пол, во собрание го промени. Таму имам и некои пратеници кои наводно биле против. Вие ако сте стварно против, кој ќе знаете дека сака да донесат тој закон, веќе одигнете цел народ на улица, ќе го извајте да не се донеси тој закон, луѓе. А не гласавме, или воздржани, или отсутни, се кријат. За сите зборувам, 120 пратеници. Сите се тие криви, што дозволија, што не го алармираја народот, граѓаните пред 5 месеци, 10 месеци или и кога дознае за тоа. Број 2, што е многу битно, значи, во Македонија треба да се воведат казни. Значи, казни за овие домашни кои што си ги тепаат жените, мажите, ги малтретираат. Семејно насилство. Семејно насилство. По автоматизам, не вака, ако жената после пријави го тужи мажот, тогаш да го брка државата. Не. Кога ти им покажуваш физичко насилство или какво да е друго, со заплашување и така натаму, државата да може да те прогонува. И тоа да си лежиш дебело по затвори.
Треба сите ние, не дали сме мажи, жени, не е битно. Немаш право никого ти да тепаш и да малтретираш. Ако си зел некој, ако си во брак, ако не ти одговара, има судови, има све, стави се, остави се. Зато има опција да ние можеме преку суд да се разделиме. Така? Така е. Значи, тоа би промениле. И се разбира што сакаме за нас лично е да се донеси закон за потекло на името. Одма. Секој што направил проневери, што го стекнал богатството со криминал, кривично да се прогонува и да се конфискува истото. Ќе останеме без политичари. Не ни треба такви политичари. Добре и да останеме без такви политичари. Нас ни треба поштени. Па вие што мислите? Еве, вие никогаш не сте краделе. Све што заработувате од плата. Да. Така? Да. Јас еве сум повозрасен од вас. Не дека само живеа во Америка и тука, кога работев, кога завршив економски факултет во Скопје, работев, не крадев јас од фирмата. Со трговија се занимавам. Па јас тогаш можев да крадам. Имаше и тогаш луѓе што крадеа. Ама јас одлучив да не крадам. Значи, ако заработувам, ако ми е плата 1000 евра, толку ми е. Ако сакам 2000, тогаш или ќе унапредувам, или ќе отворам своја фирма и ако сакам многу да се збогатам, се разбира од работа, чисто онака не се може да се збогатиш, отвори фирма, отвори фабрика, не е бито што, ако те бива. Не може многу да заработиш, али на поштено. А не да се фатиш ти со политичарите, дај новај тендер, јас толку ќе ви дам, вие толку, јас да го земам тендерот. Значи, тоа е, тие се важни закони што треба да се променат. Исто би го променил законот изборниот закони, како што дискутиравме. Значи, комплетно промена. Собранието закон би го донесол за собрание да се намалат пратениците. Некој вика 80, не, и јас велам 27 ни се доволни. 27 паметни луѓе може да ја водат државата. Патни трошкови. Патни трошкови да се укинат, да се укине апанажата, да се укинат кирите за сите тие пратеници кои што не се жители на Скопје. Како и сите, ако некој те вработи, сега ти си во Скопјанец и во Тетово и во Велес, треба или не е бито каде и ќе ти обезбеди и спие, не треба. Не треба, зашто да ти обезбеди? Треба да ти дај добра плата и толку. Овие пратеници земат по 2000, плюс во комисиите да се укинат тие придонеси финансиски. Оди во комисија, еден состанок може да земи 100-200 евра, не знам точно колку, сега погоду. Со тепа од пари земење, не гледаш, слушаш за Бонева, некој друг, некој трет пецака, не знам кој, од СДС, од сите, со тепа е земање од патни трошици, по 15, по 20.000 евра земат годишно. Значи, тоа да се укини се, да се намали. И она што е, зошто да има бифе, да јаделе по некоја ниска цена. Не бе, ти си пратеник, врче, сакаш пратеник да бидеш супер. Колку што е реалната цена во бифето, толку ќе јадиш. Значи, не сме и де пратеникот да има бенефици. Ние имаме вамо луѓе со 24.300, владата не сака да ја зголеми, бидејќи наводно ќе креираме инфлација, така вика министерката по економија и Мицковски. Значи, не знаат што зборуваат, лупетат глупости, јас сум економиста. Ти не можеш да ги држиш на луѓето на 24.300 минимална плата. Јас се борам секојаш и демократи и реално треба да биде платата 60.000 евра, за да можат овие луѓе да преживуваат. А кога замисли ти, ние сите добиваме минимална плата 60.000. Подобро и за тие што имаат пари, што имаат дуќани, што имаат фирми, што продаваат работи. Поќе ќе имаме пари да трошиме. Да. А тие сакат само да ги држат. Еве замисли еден кафич или ресторан фантастично работи Скопје, Битола, кај било. И прави пример по 5, 10, 15.000 месечно примај. И има 10-15 келери му дава минимална плата. А зошто? Зошто да не оддели малце да зема помалце профит или фабрика, кај што заработува многу добро? Зошто да не му дава минимална плата 1000 евра? И тие луѓе, верувам ми, ќе ги трошат тие пари. Пак таму во фирмата, ако произведува некоја храна, ќе купуваш храна така. Така е. Ја разбирам поентата ви е дека покрај да се расчисти со криминалот, сакате да ги стимулирате нашите граѓани да видат додатна вредност на ова наше општество. Видите,
законите што ме праша, заради тоа зборуваме. Значи има многу закони, но еве кажав некои што се поважни, има и се разбира и други закони што треба да се променат. Се знае, значи ти оставаш полицаец, јас разговарав со полицајците, полицаец зема 35.000, заменик, командир или началник во полиција или началник зема 48 до 50 и нешто, со 25.000 години стаж, страмотиловци. И ти сакаш да имаш полиција кој што не ти е корумпирана, не се сите се разбирам тие, дај му ти на полицаец минимална плата 1000 и нешто, купувај му ги униформите, ние тие купуваат, дај му топол оброк, дај му 2 недели годишно со фамилијата бесплатно да оди на сметка на државата на одмор во македонски летовалишта, да видиш како тие полицајци и ќе се борат, ќе речат државата се грижи, поточно народо, ние сме државата. Значи ние со ништо не ги стимулираме тречи. Но важно, тие се донесуваат закони да им се зголемува платата нив секоја година. Пред година и нешто се зголеми 78%, па уште 10, 20, 30 и крај нема на тоа. Тие ќе дојдат еден ден проценти ако го зборуваш, некој 2000 плата, некој 24 исто со пензите, проценти. Некој зема 70-50.000 и некој зема 18.000 пензија и викаш проценти. Не може во проценти да се зголемува. Значи, ако некој зема минимална плата, а јас велам, извини, пензија, а пензијата треба минимална, пример, да биде, ние се трудиме 30.000 минимум. И сега тој некој што заслужил бил не знам што и заработило супер, нека зема и 70. Ама не можеш ти од 18 и 70 во проценти 3% ништо да му се зголема. Овај 3% ништо. Овај ќе му еден ден тој ќе дојди до 200-300.000 пензија, овај ќе дојди до 30.000 пензија. И што е тоа? Тој што нема пак ќе нема, тој што има пак ќе има. Ба не, се бориме, види, како демократи ние сме сепак, ние го сакаме капитализмот, бидејќи капитализмот носи нешто што социјализмот, поточно комунизмот не носи. Капитализмот ги стимулира луѓето и ги унапредува квалитетните луѓе, квалитет. Син да му си на некој во фирма, тој ќе ти избрка или нема да те вработи таму, ако ти немаш квалитет. А во комунизмот се знае, сите исто да бидеме, како можеме сите исто? Јас да бидам хирург и да правам по 10 операции на ден или по 3, ти ни една или да се криеш и пола пациенти да ти умират, иста плата ќе земам. Не може и така. Значи, треба да се наградувам и затоа ако сакам капитализмот, правио капитализам, не онеј, како кај нас капитализам. Што капитализам? Ние немаме капитализам, ние имаме криминално општество. Ова се вика, нашата држава е криминална. Господин Јорго, дојдовме до крајот на овој наш подкаст. Сосема за крај би ве запрашал да ни дадете некоја ваша порака. Дали имате да ни дадете порака до нашите гледачи, како понатака? Мојата порака е едноставна, секогаш зборувам и пак ќе зборувам. Ако сакате да се спасиме самите себе, нашите фамилии, деца, внуци, сограѓани, Македонија од ова зло што 35 години владе во Македонија, што секојдневно ни уништува, што ни се смее во очи и ни уништува економијата, здравството, образованието, животот е среден, инфраструктурата, не води грижа за пензионерите, за болните, за луѓето со физичка и ментална попреченост, за немојкните, не води грижа за ова држава доди напред и само се интересира за свое добро, да можат овие злостори политичари кои што беа 35 година на власт, да можат да живеат со нивните фамилии, раскошен, расипнички живот, за да тоа се ние го спречиме. Ги повикувам граѓаните на Македонија, народо, секогаш сум за нешто убаво. Не правам разлика помеѓу вера и религија, правам разлика помеѓу добар и лош човек. Ги повикувам сите честни македонци, албанци, турци, власи, бошњаци, срби и други македонски граѓани да ни се придружат
во демократи, во фронтот за спас на Македонија, за наш спас. И да креираме функционална и правна држава. И една за секојаш да му ставиме крај на корупцијата и криминалот. Ако тоа не го направиме, доаѓаат сега локални избори во октомври. Ние креираме, работиме на терен, сакаме да имаме листи за градоначалници и советници, честни луѓе. И ја користам приликата да ги повикам сите граѓани на Македонија кои што се честни од сите општини, да ни се придружат во Македонија. Слободно да не контактираат, можат преку нашата веб страница demokrati.mk, исто преку нашиот имейл demokrati.mk@yahoo.com и да бидат дел од нашите листи. Зошто ова го кажувам? Затоа што нас ни треба чести луѓе и само така ќе може овие злостори да ги турниме од власт. Друг спас ни нема. Ова што го кажувам ќе остане негде запишено. Ние сите вие како граѓани знаете дека единствен спас од злото е да се бориме против злото и да го победиме. А ние може да го победиме. Затоа што честните луѓе секогаш се борат на страна на правдата и за доброто. Честните луѓе не се себични. Честните луѓе сакаат сите да живеат добар живот. Тоа е мојата порака до граѓаните на Македонија. И јас секојаш ја гледам Македонија на педестал ја ставам, дека Македонија еден ден ќе биде функционална и правна држава. Дали тоа ќе се случи за 5, 6, 7, 10 години, не е битно. Ние мораме да се бориме и ово еднаш за секојаш да го промениме. Вие сте единствената политичка партија што повикувате, ги повикувате луѓето јавно и транспарентно да ви се придружат на вашите листи. Ви благодарам за вашето гостување и се надевам ќе се видиме повторно. Сигурно ќе се видиме, благодарам за поканата. Драги гледачи, тоа беше Демократски импулс, најновото издание на Демократски импулс. Јас вашиот водител Трајче Китановски, а вие во овој наш подкаст беше гости, го гледавте председателот на политичката партија Демократи, господинот Јорго Огненовски. Ако ви се допадна ова видео, притиснете нормално лајк и споделете го како би дошло до што поголем број на луѓе.